мојот заклучок или нашиот заклучок е дека правиме се за да имаме закони кои што ќе дадат привид дека се прави нешто во обезбедување на транспарентноста и одговорноста во трошењето на јавните пари, а од друга страна се прави исто така се за да се избегнуваат обврските за одговорност и отчетност во трошењето на јавните пари. Каде видите причините? Зошто така се однесуваме? Значи, затоа што тука лежи најголемата можност за злоупотреби на јавните пари и на јавните фондови. Затоа што барањето да се избегне да се даде отчет, значи дека сака нешто да се сокрие. И тука лежи најголемиот ризик од корупција. И начинот на кој што се трошат јавните пари, односно намената за кој што се трошат јавните пари, исто така останува проблематична. Тоа се случува секогаш без добро утврдени програми и без да се утврдат потребите за граѓаните. Сепак буџетот, намената на буџетот е да обезбеди подобар живот на граѓаните. Тоа се заеднички јавни пари кои што треба на сите да ни донесат добро. Самите статистички податоци покажуваат дека најголем дел на тендери се спроведени за избор на проектни решенија и архитектонски решенија во минатата година. Значи, 3 пати повеќе од сите други. Излегува дека ние сме држава која што повеќе има потреба од градење на споменици и на згради, отколку од јавни набавки за инфраструктура или за од областа на здравството и образованието. Ако се согледаат во реалноста проблемите на граѓаните, гледаме дека овие трошења не одговараат на потребите на граѓаните. Значи, токму тука лежи потребата да се биде нетранспарентен, за ова да не се разговара и што поприкриено да може да се трошат тие пари без контрола од никого. Контролата исто така недостасува. Ниту институциите го прават тоа, вклучително и Бирото за јавни набавки и антикорупцијската комисија и државната ревизија која што ги прави своите ревизии, но после тоа нема никаква реакција. Собранието целосно ја изгуби својата улога во контрола на трошењето на буџетот, значи нема ниту кој да ги повика на одговорност. А и таму каде што сме укажале на кривично дело во областа на јавните набавки, нема реакција од надлежните институции, односно од јавното правителство. Освен во делот на јавните набавки, кои сектори лоцирате нетранспарентност? Значи, тоа исто така се лоцира како јавна набавка, ако зборуваме за договори на дело, например. Тоа исто така потпаѓа под јавни набавки, под договори за јавни набавки, понатаму трошење за кампањи исто така потпаѓа под јавни набавки. Значи, ние ако кажеме дека не знаеме колку имаме вработени во администрацијата, исто така не знаеме ни колку плати се трошат за таа администрација, што исто така уште еден елемент на нетранспарентноста во трошењето на јавните пари и функцијата на таа администрација, односно анализа на потребите за одредени трошења. Она што кажуваат меѓународните искуства, а и особено нашето домашно искуство е дека овој проблем, како и многу други, може да се реши тогаш кога ќе постои политичка волја. Тоа е пресудно. Ако нема политичка волја, ние може да носиме закони или проекти или кампањи, се е тоа бадијала, шминка, се додека на крај нема стварно волја политичарите да ги објавуваат продуците и транспарентно да работат. Тука има една добра новост, не е новост, меѓутоа е потврдо последно време, дека и во Македонија на крај политичарите го прават тоа што граѓаните стварно ќе го побарат од нив. Протестот на студентите јасно покажа. Ако стварно се дигнат, политичарите после тоа прифаќаат да се критиката на власта и се однесуваат како што треба. Што значи целата основа на задачата и за овој проблем на транспарентноста, односно нетранспарентноста на трошење на буџети и пари во Македонија, се сведува на тоа како да се подигне волјата на граѓаните да го побараат тоа. Ако го побараат јасно и гласно, дефинитивно потоа е многу лесно за решање проблемот.